civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во однос на, самиот директор спомна дека е припадник на помалку бројна заедница и јас како припадничка на боšnjačката заедница си имам една своја перспектива. Но сепак како активистка за човекови права сакам да гледам пошироката слика каде што живееме и да зборуваме во името на сите други граѓани кои што немаат своји представници тука. Она што прашувате како била состојбата сега полека, значи ние веќе година и пол живееме во една состојба на пандемија, каде што многу неприлики излегоа на површина и многу проблематики излегоа, но она што јас сакам да го излечам од оваа состојба и она што е вашиот панел е еднаквоста. Во состојбава на пандемија сите бевме еднакви. Сите бевме дома затворени, сите ги имавме истите стравови, сите имавме недостапност до заштита вакцини, сите имавме недостапност до некои основни потреби и неможности. Така да јас сакам на таа состојба да гледам нешто позитивно да извлечам, не вирусот, туку позитивна како прилика од сето тоа, а тоа е дека мислам дека како заедница еднаквоста ја истакнавме како примат, посебно и во моментот со хуманитарната поддршка, каде што бројни организации, бројни луѓе донира за секое едно семејство да не почувствува било каква последица од економската криза која предизвика пандемијата. Но ако видиме како се состојбата се случува и бројките кои што ги спомна директорот, всушност кажано во една заедничка или крајна реченица е дека никој не е доволно застапен. Во процентите сите сме застапени дури половина, некои дури повеќе како помалку од половина како ромската заедница. Тоа е најкласичен пример и државата треба да направи напори за афирмативни мерки, за вклучување на помалку бројните заедници во државните институции. Зошто барам од државните институции? Јас сум приватен сектор од кој го се финансира буџетот на Република Северна Македонија, кој што треба да биде сервис и слика на општеството во кое што живееме. И ако мојот народ не е доволно застапен, тоа значи дека државата нема еднаков третман кон сите заедници и мора да даде напори, да најде начин помеѓу афирмативни мерки за вклучување и да ги исклучи дискриминаторните практики, како што е балансерот. Значи во моментот имаме една алатка која што кажува кој смее да вработи. И вчера беше објавен оглас во секретаријатот за европски прашања. И сега, нели, вие ако сте магистар по евроинтеграција, сакате својата држава да влезе во Европската унија, имате доволно знање, вие не можете да аплицирате на околу 6 или 7 работни позиции, бидејќи се наменети за македонци, албанци и турчи. Значи, другите заедници се исклучени, а сите заедно сме адекватно образувани и можеме. Значи, ние не бараме необразуваност, ние бараме образуваност и тоа го имаме, значи бараме вклучување. И состојбата можам да кажам дека не можам да кажам дали се влошува или се подобрува, едноставно не се менува. И тоа е што можеби што повеќе ви пречете за балансерот зборуваме 8 години, 9 години, балансерот не се менува. Таа практика на дискриминација продолжува. Велат немаме друго решение. Реално тоа успеа и да се вработат помалку бројните заедници, но тоа испадна и алатка за манипулација. Луѓето ги менуваат своите етнички заедници за да влезат. Че државата толерира недискриминација и манипулација за да една етничка заедница биде вклучена во државниот апарат. И тоа дефинитивно е нешто што мора да се смени. Кога го спомнуваме, често се спомна зборот идентитет и секој од нас има неколку елементи кои што го сочинуваат тој идентитет. Сите од нас како на почетокот и кажавме на која заедница припаѓаме. Нашите борби се и внатре во нашата заедница, во нашата заедница каде што сакаме истата да просперира, како што кажавме, сакаме интелектуално да одиме напред. Она што е вредно за оваа дискусија денеска е да кажем дека конечно се формира комисија за спречување и заштита од дискриминација, собранието ја формира, моментално број 6 члена, истата и повторно има оглас за уштетен. И самата комисија која што треба биде врвот на спречување на заштита од дискриминација не ги исполнува сите сегменти. Имаме само една жена моментално, другите се мажи и ги немаме вклучено сите заедници. Значи комисија која треба биде врвот на што значи да вклученост, по суштина у старт има одредени проблеми. Но во однос на мојата заедница, она што него гледаме дека за жал во Македонија креирањето на политиките доаѓа од политичките партии. Вклучувањето во политичкиот живот или во државните структури доаѓа од самите партии. Вклучувањето на жената бошњакиња во политичките партии никако.
Значи, ние немаме на некоја водечка позиција на политичките партии жена и да има жена, таа не е допуштено да истакне и кога беа предизборните кампањи кои бошначките партии кои водеа во своји кампањи, тоа беше само присуство на мажи кои идат и ги представуваат политиките на бошначката заедница, во која што дошла да слушаат само мажи представуваат. Значи, вклучувањето на жените, те воопшто немаат ни прилика, нити се повикани, а климата во која функционира таа политичка партија воопшто не е демократична и инклузивна, каде што составоците се одвиваат во вечерните часови, во кафани или на некакви места, каде што вие воопшто не се чувствувате ни комотно да допринесете нешто. Така да, зборуваме за мојата заедница и она што таа го прави е во случајот дискриминацијата јасна врз жените. Тука и образованието со кој што се соочува како проблематика бошњачката заедница. Имаме голем број кои имаме правото да учиме на босански јазик, имаме училишта кои имаат босански јазик, но се случува да бошњаците не го сакаат да го искористат тоа право да го учат на свој мајчин јазик, кој што е многу сличен со македонскиот и нема да влијае во вашето понатамошен развој. Но во однос на сите овие прашања кои што ги развивме тука, мислам дека најголем антибиотик е заедништвото. Да заедно настапиме и заедно да се бориме. Значи, ако јас говорам дека секој треба да има право на вакцина и да се пријави, лицата без државјанство не можат ни да се пријават на сајтот на вакцинација.мк, бидејќи треба да внесеш матичен број и да избереш во кој пункт сакаш да се вакцинираш. Тие немаат ни адреса, нити имаат матични броеви. И тоа често го спомнувам како проблем. И мислам дека кога би зборувале во името на сите заедници, на сите маргинализирани групи, на секоја дискриминација, бидејќи дискриминацијата е слабост на еден државен орган и сега можеби се со факти, со докази дека ромската заедница е најдискриминирана. И ако ние молчиме на тоа, утре тој државен апарат ќе ги дискриминира сите други заедници кои што се помалку рандливи или во тој момент бегалците, мигрантите, бошњаците, турците. Значи, сметам дека антибиотикот за борбата со дискриминацијата е да реагираме на секоја неправда и подеднакво да реагираме на секоја дискриминација. А секако дека во своите заедници го имаме најдобриот пристап, бидејќи доаѓаме сме од таа заедница и можеме најреално да им кажеме дека тоа што вие го кажавте е класична форма на дискриминација и помалку се егото боли кога директно од својата заедница. И мислам дека сите ние имаме врската со својата заедница пред се, но потоа е да се бориме со сите форми на дискриминација. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.